трет ден од изборната кампања на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Митинзите продолжија на градските плоштади во Неготино, а потоа и во Кавадарци. Подржувачи и симпатизери дојдоа со цел да слушнат што е тоа што ќе им биде понудено во наредните 4 години. Беа најавени проекти за развој на Кавадарци и на Неготино, предвидени со програмата Реално, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој истовремено и носител на листа во изборната единица 4. Денеска, како што сум информиран, владата имаше седница на која што ги разгледа состојбите со потешкотиите со откупот на грозјето и одлучи да донесе заклучок со кој што веднаш по формирањето на нова влада ќе издаде додатни субвенции за лозарите, бидејќи во овој период со закон не е дозволено да се исплаќаат дополнителни субвенции. Реализацијата ќе биде веднаш по формирањето на нова влада и тоа за оние што имаат до 0,5 хектари, значи до половина хектар, додатно ќе добијат 20.000 денари, од 0,5 до 1 хектар плюс 15.000 денари и од оние што имаат над 1 хектар 10.000, од 1 хектар до 5 хектари плюс 10.000 денари. И еве, кога се наоѓаме пред овој историски 11 декември, многу работи се појасни, многу работи веќе се разјаснија, станаа појасни, а како што тече времето, ќе стануваат се повеќе и повеќе јасни. Коцките сами си се поклопија и времето даде одговор. Одговор на тоа зошто токму Заев беше човекот кој располагаше со илегално стекнати креирани разговори, зошто толку упорно сакаше народот да се закрви? Зошто беа напаѓањата на полицијата? Беше уништуван имотот на граѓаните? Беше истурен гнев и омрза? Но и зошто Македонија беше втурната во толку силна политичка криза? И кому државата му беше потребно да биде ослабена и да биде поделена? Заев практично како натацна почна отворено да испорачува, да нарачува, да заговара кантонизации, федерализации, федерални единки, двојазичност на целата територија, рекомпонирање на државата. И атмосферата што се создаваше на закрвување практично требаше да го отргне вниманието и луѓето да се фокусираат на таа закрвавеност, а не на она што е главната задача да се испорача. Имаме и друга мерка што ќе допринесе за овие 70.000 нови работни места. Таа е мерка за оние компании што ги исполништија во време на транзицијата. Оние што отидоа во стечај, оние што беа испокрадени, кои што се сега пропаднати, руинирани и на забод на времето. А работниците седат дома без работа и тагуваат за оние времења во кои што работеа во напредни фабрики. За тие фабрики, за тие кои што беа пропаднати во транзицијата, се предвидува проект со кој што на секој еден кој ќе се одлучи да ги купи, да ги рестартира, да ги обнови, да внесе нова опрема, нови машини, да ги реконструира, да вработи повторно луѓе, ќе добие прво за секој нов работен во таква фабрика 2000 евра директен грант од државата по вработен. Ако вработи 10, 20.000 евра, ако вработи 100, 200.000 евра и така натаму. 2000 евра за секој вработен, директна помош од страна на државата. Ако вработи стечајец, наместо 2000, 4000 денари, за да им помогнеме на тие луѓе, затоа што го заслужуваат тоа. Покрај ова, во првите неколку години нема да плаќа ниту данок на добивка, ниту персонален данок на доход, а ќе има одредени привилегии и за придонесите. Ќе му се овозможи исто така грант од државата за неговата инвестиција што ќе направи во опрема и во реконструирање на фабриката, до 10% од инвестицијата и до 500.000 евра, не повеќе од 500.000 евра. Директна финансиска помош од државата. Да се помогне, да се обноват, да се реконструираат, да се вратат во живот овие компании, да се вратат вработените на работа, да се вработат и нови луѓе кои немаат работа. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е оваа коалиција за подобра Македонија. Додека они измислуваат интриги, како што пред малку кажуваше Стефче Јакимовски,
Ние смислуваме начини како да му помогнеме на народот, како да им помогнеме на земјоделците, како да им помогнеме на невработените, како да им помогнеме на оние со ниски плати, како да помогнеме државата да оди напред. Тоа е разликата и нека не се чудат зошто на 11 декември ќе изгубат катастрофално. Драги пријатели, имаме и друг проект наречен проект кој се однесува на привлекување на истражувачки центри во Македонија. Имаме многу инженери, металурзи, земјоделски инженери, електроинженери, хемијски инженери, други инженери, да не ги направувам сите, кои или немаат работа, или бараат некоја подобра работа. За нив ќе овозможиме проект да некој, ако отвори, некој од дома, од Македонија или од странство, ако отвори истражувачки центар, да може тоа да го направи во технолошко-индустријските развојни зони, со привилегиите што ги има таму, но да може да ги направи и надвор од технолошките индустријски развојни зони со истите привилегии што ги има во зоните. За да се овозможи и на тие луѓе да има поголема конкуренција во понудата на работа за нив. Да добијат работа или да добијат повисока плата, ако веќе имаат работа. Инаку, на митингот во Кавадарци се обратија и кандидатите за пратеници од изборната единица 4 од Кавадарци, Весна Пемова и Панчо Минов. На господинот Груевски му должиме многу. Кавадарци го направи град со кој повторно се гордееме. Во споредба со другите градови во Македонија, Кавадарци има најголем извоз, најголем бруто производ по жител и најмал процент на невработеност, еднаков со просекот на Европската Унија. Од 9200 невработени во 2006 година, денес имаме 3700, од кои само 2100 активно бараат работа, но истовремено Кавадарци увезува околу 2500 работници од соседните општини. Успеавме да го решиме и вториот најголем проблем за кавадарчани – водоснабдувањето. Во изминатите години кај нас изградивме многу патишта, спортски сали, ги реновиравме сите училишта и остваривме многу други проекти кои ви се добро познати. Сега, со новата изборна програма, меѓу другото е предвидено гасовод Штип Кавадарци Битола, експресен пат градско Росоман Дреново Прилеп, реконструкција и изградба на повеќе локални патишта, систем за наводнување во Бегниште, Ресава, Дреново, Смилица, Раштани и Белград, 2 нови градинки, 2 спортски сали, нови 58 апарати во болницата и здравствениот дом во вредност од 870.000 евра. Не можам да престанам многу да го сакам Кавадарци. Дефинитивно така сум се кукнал со крстот на чело за Кавадарци, така и ќе останам до крај. Тоа што ме многу напаѓа, го сваќам само за еден комплимент. Тоа го прават за тоа што ги страх, за тоа што е многу погодена работа меѓу коалицијата ГРОМ и ВМРО ДПМНЕ. Само едно не му е јасно и не може да разберам. Абе, воа е Кавадарци, бе! Има многу јак спој меѓу Кавадарци и Панчо Минов! Јако е, кавадарачко е! Нека си ги нив. Ја вас ме гледам, у вас ми се очите. И ме повикувам. Сите што ме поддржујте. Сите што ми верујте. Сите што имате арно видено од мене. Гласајте за Никола Груевски, реден број 1. Гласајте за единицата. Ако сакате да добиете пратеник на сите кавадарчани,
да добиете пратеник Панчо Минов, но во исто време и лидер и водач на земјоделците лозари, заедно со вас и начело пред вас да се бориме за сите проблеми на нашите лозари. Да добиете пратеник, јавен адвокат за застапување на сите права и интереси на кавдарчани, посебно у Скопје, и да добиете пратеник, ваш личен и кучен пријател. Инако од Неготино, Груевски најави дека со проектот Агропазар во вредност од 20 милиони евра ќе се придонесе кон развојот на земјоделието, со голема берза на свежи земјоделски производи. Берзата ќе биде изградена меѓу Неготино и Демиркапија, а ќе донесе многу компании и бизниси и ќе го раздвижи регионот вкупно. 11 декември не е далеко и народот ќе го каже последниот збор, рече Груевски. Тој ќе даде одговор на сите измачувања и малтретирања кои ги трпеа граѓаните и државата, порача Груевски од митинзите во Тиквишијата.